За протоколите, вие апелирате сега, се апелирало и претходно, опозицијата постојано зборува за протоколи, но протоколи зошто не се прават? Велите дека има и знаење и во власта, дека не е тоа од незнаење или од не знаат да препишат или не знаат да се остават. Како не? Еве лекови веќе имаме. Одреден број на протоколи се направени, да не бидам нечестна, нели? Беа направени и беа поделени. Но како врви времето и како се откриваат нови сознанија во врска со вирусов, така и тие протоколи треба да се адаптираат. Едно време се рече дека ивермектинот е лек кој помага. Нели? Рекоа дека сумамедот е лек кој помага на почетокот. После тоа се направија студии и се виде дека тоа не е точно. Се уште кај нас се лекуваат со антибиотици на почетокот пациентите кои ќе бидат позитивни. Тоа не сме, тие сами земаат, некои од нив, нели, имаат нешто резерва од претходен пат и така натаму. Дел од матичните лекари им препишуваат, бидејќи не се сигурни, едно време многу се чекаше за резултат, па матичниот не беше сигурен дали е вирус или е бактерија, па ќе рече ајде ќе дадам, нели? За секој случај. За секој случај ќе наслушне нешто, ќе осети, па не смее да го остави така со висока температура. Значи, тие треба постојано да се апдейтираат и постојано да се доставуваат соодветни за соодветното ниво на здравство. Тоа не се правеше навремено, тоа и сега, ми се чини, освен на клиниката за инфективни болести, има загони во останатите установи што и како треба да се направи. Зошто? Затоа што јас сум длабоко убедена и заради менталитетот на таа групација која владее во овој момент, дека можеби кампањата е поважна од ова, дека тие кои се најдобри најмногу знаат и они се можат, затоа што постои неказнивост, апсолутна неказнивост во државата, затоа што за жал е руиниран и струшен правосудниот систем, затоа што граѓаните се уплашени и апатични и гледаат да се понастрани, да им е добро нив и на семејството, не дај Боже, нешто, некаде да се вплеткаш, ке те снајде страшно нешто, затоа што трпат по помалите места тортура од владеачката позиција, од директори, од советници и така натаму, и гледаат ден за ден да поминат здрави, незабележливо да поминат. Незабележливи, да не бидат избркани од работа, да имаат доволно за да си ги нахранат децата. Во кризата многу останаа без работа, за да се прехранат, да можат да си купат учебници. Еве сега можеме, ако не ви пречи, да преминеме на образование. Ги спомнавте децата, толку ми... Септември е месец во кој се знае, му припаѓа на училиштето. Нели тоа се трошоци. Образованието. 1 септември треба да е свечен ден кога првачињата тргнуваат на училиште, кога децата тргнуваат на училиште. Треба да е радост во семејството, на учениците ќе се сретнат со другарите. Возбуда и така натаму. Овој пат имавме страшни турбуленции. Прво затоа што одреден број училишта на 1 септември се уште се реновира, а после лето од 3 месеци, кога можеше да се заврши. Добро, тоа мислам дека веќе може во традиција да премине кај нас, не инциденти. Не, тоа зависи од датумот на изборите, особено локалните. Ако се изборите во јуни, можеби во мај ќе ги реновираме, ама сега бидејќи изборите се на 17 октомври, ние во септември да се помни, да се види, нели, дека нешто се работи. Од датумот, значи, на изборите зависи. Тогаш кога децата треба да влезат во училиштето, училиштето е цело со шут и не влегоа, нели, тие продолжија онлайн, иако министерката сесрдно, нели, со полна уста велеше дека оваа година тие ќе тргнат физичко присуство на училиште, што исто така беше небулоза, затоа што реално не е можно секаде да се тргне со физичко присуство и ќе прозбориме за тоа малку подоцна, ако ми дозволите. Сега би се вратила на трошоците и на учебниците. Учебници нема,
учебници нема за сите оделенија, а особено нема за 4-то оделение, каде што требаше да се спроведе реформа, па каде што требаше да има дигитални учебници. Се разбира, ние цело време зборувавме дека немаме ништо против дигиталните учебници, но на децата им требаат хартиени. Вака да разјасниме што е дигитален учебник, што е учебник на таблет. Која е разликата? Зошто зборувате за дигитални учебници? Децата добија верзии на што може да ги следат на компјутер, на таблет, некои имаат дури само телефон пред себе. Што е разликата? Зошто тие учебници на таблет не се дигитални учебници? Затоа што им се спуштени во така наречен PDF формат. Тоа е формат во кој не можете ништо да менувате, можете само да читате. За да биде дигитален учебникот треба да е поставен на платформа, се вика тоа, каде што детето преку интернет ќе пристапи на тој учебник и ќе работи во тој учебник. Например, во учебникот ќе решава задача. Или ќе кликне за да види видео. Или ќе кликне за да види географска карта. Или ќе кликне на некој одредено копче за да чуе што зборува наставникот или некој наратор друг, некој кој што зборува, објаснува нешто. Види, ако учебникот е на таква платформа, што е добро тука, кога ќе се приклучи наставникот, може да види што работело детето, колку време се задржало, дали негде сгрешило или не сгрешило, дали ги отворило сите материјали кои требало да ги отвори за да ја научи таа лекција. Значи, наставникот може да го следи учебникот. Бидејќи ова е неможно во Македонија, прво нема таква платформа, друго знаете дека има во многу места нестабилен интернет, дека во помалку места, но постојат во Македонија, воопшто нема интернет, дека во одредени места во Македонија, градови, рурални средини, се едно да не кажувам, во одредени места струјата е нестабилна, во одредени рурални средини нема струја, подолг период во текот на денот, или може би не време кога има да. И за тие што дури и немаат струја, министерката рече дека во библиотека треба да учат, нели? Као во селово снемува струја, ама во библиотеката која ја нема, има струја, па децата таму ќе учат. А во тие села обично нема ни училишта, па одат во друго училиште. Па патуваат, нели, 3, 4, 5 километри во некое подрачно училиште. И затоа им ги спуштија во таа PDF форма, која велам, која можете да имате на електронскиот уред и да читате што пишува во учебникот, но не можете да сега да решавате задача. Не можете да кликнете па да слушнете наратор, не можете да кликнете да го видите видеото. Значи, тоа не е ист учебник. Нели? Тоа е практично хартиениот учебник на компјутер. На компјутер ставен. Па да е трагедијата поголема, заради авторските права не им дозволуваат, нели, да си ги отпечатат сами родителите, наводно училиштето треба да им ги даде отпечатени, тие се сега фотокопии, тоа не е учебник, не е укоричено, не е во боја. Нели? Колку училишта, 3 училишта во Скопје можеби имаат тонер во боја, другите немаат никаков, нели, па сумака ќе се следуваат со црно-бел, но се докажа тоа. Јас многу пати имав кажано комисијата на ВМРО ДПМН за образование и наука ги согледа овие елементи. Ние знаевме дека во школите нема принтери, дека нема тонери, дека е се проблем дидактички средства, изборувавме за тоа. Но потврда за она што сме го зборувале, зашто не бевме слушнати, е дека училиштата веднаш им препорачаа на родителите, одете во фотокопирница, од USB-во, испечатете го учебникот. Па за да биде по-трагична ситуацијата, влезе инспекција, ги затвори фотокопирниците, затоа што шират материјал со што авторски права. Со авторски права. Тоа со авторски права е многу интересно, тоа во некоја друга прилика ќе го дискутираме, затоа што во нашите учебници има слики кои може да се најдат превземени од други учебници, од интернет, но не е тема сега да го дискутираме. Тоа некогаш во иднина. И сега што се случи? Значи, родителите што имаат принтер дома,
ќе си го отпринтаат учебникот и децата ќе го користат само дома, не смеат да го однесат на училиште, оти го прекршиле законот, нели? А таблетот ќе го имаат на училиште. Ама тие што го имаат. Значи да, министерката рече дека набавила 10.000 таблети за деца од ранливите категории и дека се поделени, но наставници вака велат. Јас имам 20 такви деца, а добив 8 таблета. И директорот вели подели ги. Кому да дадам? Прашува наставникот. Знаете ли, вели професорки, каква болка е кога јас треба да одлучам на кои 8 од тие 20 деца треба да дадам. Тие 8 ќе бидат срекни, а другиве 12 ќе бидат несрекни. Овие 8 ќе ме почитуваат и сакаат, другиве 12 ќе ми бидат лути. Како да им објаснам? Да, сепак се тоа мали деца што не разбираат. Тоа е дискриминација, јасна, класична дискриминација. Значи, многу деца останаа без таблети и родителите мораат да направат во месец септември напори да им купат таблети. А по закон образованието е бесплатно во Република Македонија. Во септември се прават и зимници. Во септември значи, се треба тие деца се да јадат преку зима, се купуваат патики, тренерки, се купуваат јакни, еве гледате времето. Така и бесплатни нагло. учебници. И образованието е бесплатно. Превозот е друга приказна, нели? Превозот тие се пандемија е, да не заборавиме дека е епидемија и дека ние имаме страшно високи бројки, меѓу највисоките во Европа со најголема смртност. Значи, учениците во градски автобус се возат со сите други. Дел, не сите. Јасно. Дел од нив. Па добро, доволно и еден за да има трансмисија, нели? Има ли трансмисија во училиштата? Како нема трансмисија во училиштата, јас не знам со која храброст било кој функционер на било која власт ќе излезе со несоодветна струка да тврди, нели, како епидемиолог, виролог, во својство на епидемиолог и виролог, министерката да тврди дека нема трансмисија. Има трансмисија. Ги сведе децата на проценти, за да изгледаат малку. За да изгледа малку. Но еве ако се неизините проценти точни, тоа се 700 деца. 700 деца. А не е така. Огромен број воопшто не се пријавени. Јас во моментот има училиште во кое велат, нели, кажуваат, во една генерација, например, во 9 оделение има 5 деца во изолација. Во 6 оделение има 8 деца во изолација. Во 5 оделение има 12 деца во изолација. Зошто се во изолација? Не значи дека се болни, нели? Биле во контакт. Биле во контакт. Тие сите биле во контакт едни со други. И нормално дека ќе биде така и ќе биде така лошо, затоа што во училница во која треба да престојуваат само 15 деца, престојуваат 30. Затоа што досега можеа да им бидат отворени прозорите, ама сега ќе ги затворат. Затоа што не можат да учат во јакни и ракавици, нели, на таблетот да работат ако го имаат. Затоа што не излегуваат на одмор, за да се излуфтираат и исчистат училниците, затоа што во училницата немаат чешма на која ќе измијат раце, затоа што на спратот имаат еден тоалет кој најчесто не е соодветно среден и они брзаат, се туркаат, или за време на часот учителките и наставниците ги пуштаат, нели, за да не биде гужвата. Затоа што немаат средства, имаат по 400 грама Нема сапун, нема ни тоалетна хартија. Да. Тој бараат и децата. И мораат сами да ги донесат од дома. Океј, ако ги донесат во рете, но и тоа е дополнителен трошок. Тоа треба државата да го обезбеди. Затоа што нема доволен простор во училиштата за да бидат поделени класовите од по 30 на по 15, па да работат во две смени. Тоа се двојни училници. Тоа се двојни. Па наместо да фарбаат огради и три пати да ја префарбуваат фасадата, што се случи во Македонија, ограда и фасада, требаше да доградат простор.
А таму пак каде што извинете, така се вознемерувам кога зборувам за ова. Таму пак каде што доградија простор, некаде ги сместија во подруми, па деца од прво до четврто во подрум ќе имаат часови на вештачко светло, без прозорец и така натаму. Извинете, претерав, нема проблем. А сакав да ве прашам дали го поздравувате одлуката на министерот за скрининг. Тоа се коси со тоа што го зборува министерката дека трансмисија нема. Апсолутно го поздравувам, но сметам дека колку што ја слушнав дека се околу 8.000, тоа е премногу малку. И ако е низ цела Македонија, како што рече тој, низ цела Македонија, бројките нема да бидат релевантни. Тоа е околу 2,5%. Ние имаме, ако не грешам, ние имаме 250.000 од прилика ученици, во основно и во средно, 8.000 вакцини, се извинувам, тестови низ цела Македонија, нема да дадат релевантна слика. Затоа што и трансмисијата на вирусот и бројките на заразени во различни места се различни. Најмногу имаме еве во Скопје, па ми се чини во Куманово, Во западна Македонија, источна помалку. Западна, таму во Делчево, Пехчево, Берово, таму и нема. Таму речи си да нема, има по еден, по два случаи. Таму нема потреба да се прави тестирање. Тестирањето треба да се направи таму, каде што се концентрацијата е поголема. Апсолутно, за да видиме колку од децата. Меѓутоа, јавна тајна е, деца се постојано во изолација, наставници се во изолација, училишта каде што една наставничка држи замена со денови и со недели затоа што колешката е во изолација, дневен престој се прекинува, целодневна настава, како беше точниот израз, затоа што целодневна и дневен престој. Затоа што едната наставничка е болна, замислете па тоа сега. Едната наставничка е болна, замена нема. Родителиве кои треба да работат до 4,5 мора да се ги земат децата во 11 спратени или се во 1, часовите, да да. речеме. Нели, еве нека биде 1. Па не се сите баби и дедовци пензионери. Па кој ќе ги чуда детска? Тетки? Стрини? Седат сами. Да, ако можат. Ама и не можат сите деца сами да седат. Нели? Така е. Попрво ќе ги научиме децата сами да седат отколку системот да ги заштити, отколку системот да ги заштити. Па пишува, велев, зошто да не се направат волонтерски заменски наставници, колку има невработени наставници. Колку невработени кои во ваква ситуација ќе влезат, ќе работат, а за тоа ќе добијат поен за вработување, да речеме. Сите ќе сакаат. Ама да не биде вработувањето вака како што сега нели го спроведоа и се жалеа дека ВМРО го блокирал законот за тие да можат да вработат кого сакаат без никакво искуство. А овие другиве што се мачеле по 2 години со менторство и полагале државни испити да останат надвор. Многу се големи проблемите и многу се тешки, како и да е. Еве да привршам за да можете да поставите прашање. Реформата комплетно пропадна. Физичката настава исто така пропадна, не се одвива така како што треба. Бројките кои ги кажуваат, соопштуваат или ги добиваат, можеби така и ги добиваат, се според моје длабоко убедување неточни. Децата страдаат, родителите страдаат, наставниците се нервозни, најмногу од сето тоа страда наставата и знаењето. Децата не стекнуваат знаење, што е основна цел, без оглед на тоа што е пандемија. Но децата, еве, имаме уште еден случај што беше така силно одекна во јавноста, добиваат неформално знаење од многу важна област во планина. Тоа беше така. Со извидничкиот камп и со сексуалното образование. Ќе го искоментираме случајот, сакам и да разговараме за тоа кој е вашето мислење за сексуално образование, но во рамките на контролирана средина. Така е. Во рамките на училиштата, бидејќи има и сексуално насилство меѓу децата. Колку девојчињата си ги знаат телата и своите права, колку момчињата знаат во што се впуштаат. Така е. Одредени елементи во однос на телото, градбата на телото, хормоните, половите органи, децата стигнуваат преку предметот биологија.
Но ако ме прашувате за моje лично мислење, па и тука се движат и мислењата на членовите на комисијата, да, ние немаме ништо против сексуално воспитување во 8 и 9 одделение, но баш така како што рековте вие, строго контролирано и со строго одредена програма, која опфаќа заштита од несакана бременост, заштита од преносливи сексуални заболувања, болести, заштита од насилие. Па, значи сознание за тоа што е секс, сознание за тоа што е љубов, сознание за тоа кога се зрели они и физички и психички да стапат во сексуална врска или во емотивна врска. Затоа, да, затоа што знаете дека ние имаме одредени групи кои прерано влегуваат и во сексуални односи, но и во брак влегуваат. Имаме и бременности многу малолетнички. Многу малолетнички бременности и сметам дека тоа е во ред. И дека тоа во тој период, не порано, и во средниот училиште, апсолутно, со стручни лица, сексологијата е наука, не може сексуално воспитување да предаваат девојчиња од 19 години кои поминале курс од 3 дена, ниту наставнички по македонски музичко или ликовно кои поминале курс од 3 дена. Тоа не е во ред и тоа ќе видиме ако продискутираме за Кампов што се случува при такви случаи. Напротив, тоа треба да бидат стручни лица кои ќе имаат сериозна обука и кои ќе можат тоа соодветно, тоа знаење да им го пренесат на децата. А имате некои дополнителни сознанија од она што во јавноста се зборуваше за Кампот? Кампот. И она што од сведоштвата на родителите. Сведоштвата на родителите, да, во почетокот се постави прашањето дали ова вистина. Тоа беше толку шокантно, за да се прашаме дали е првото сведоштво вистина, но се покажа и се по изјавите на родителите дека е вистина и дека дел од тоа што е соопштено во јавноста е така, но има и дел кој децата не сакаат да го соопштат и поради тоа побарале психолошка помош на училиште кај родителите. Доволно е скандалозно ова што го знаеме, затоа што тоа не представува сексуално воспитување, тоа представува сексуално вознемирување. Претпоставам не треба да објаснуваме, веќе сите знаат што се случувало и како се случувало. Тоа значи манипулација со децата и јас ќе бидам многу груба, за да оставам повеќе ефект и вака ќе речам. Значи, едно 16 годишно девојче, до половина гола, шета низ шума, меѓу своји машки и женски другари, меѓутоа и меѓу мажи организатори од 40 години. Дали мајките би сакале тоа да им се случува на нивните ќерки? Овие организатори, односно овој камп, добија $12,000 од нашата држава. Значи, ако мајките ги пуштат децата на сексуално воспитување, тие очекуваат да го научат ова што ние две сега го дискутиравме, а не да бакнуваат голи делови од телото, од различен и од ист пол. Особено некога им е непријатно на децата тоа и кога не сакаат да го направат. А кога не сакаат да го направат, тие ги караат, се извинувам на изразот, им се дерат и во полнок ги бркаат сами дома низ шума да си одат, нели, дома. Се е тоа злоупотреба и за ова треба да има одговорност. Зошто државата која дала $12,000, што не е невообичаено, тие дава исти суми и за тренирање на магариња и липицанери, така да јас од нив очекувам се, но во една нормална држава, значи таа би требала да знае зашто ги дава тие пари. Каква е програмата? Па ако никој во било кое министерство, дали труд и социјала, дали Министерството за образование и наука, никој одговорен требал да ја види таа програма,
која нудат и да речат што е ова, како ова ќе се изведе. Пари даваме, тоа се наши пари, од даночниците. Даваме наши пари за да не ги малтретираат децата. Па тоа се фрустрации, па тие деца, ви кажувам, побарале и психолошка помош. Така е. Одговорност сигурно мора да има организацијата и тие треба да објаснат колку се стручни и како се стручни тие лица, очигледно не стручни и со, нели, ги манипулирале децата, а и тие, богами, кои дозволиле вакво нешто да се случува, а при тој и дале средства, рекоа градот Скопје. Да, има една слика во која има се декларира дека градот Скопје ги поддржува. Рекоа Хера, иако Хера се огради, меѓутоа пак излезе повторно во јавноста дека они се заблагодаруваат на Хера за поддршката, каква и да е. Градот Скопје им го даде матичната служба, им ја даде на извидничките одреди. Така, точно така. Господна и Сорос си има истражни органи, нека кажат, нека видат и соодветно треба да се бара одговорност и казна. Оти за деца станува збор. Возрасен знае да се справи во таква ситуација. Кога возрасен ќе се обидете да приморате нешто да направи, тој ќе изнајде начин како да излезе, или може би и нема, ама е возрасен. Ова се малолетни деца. Така. Уште една тема имаме за учебниците што малку ја одминавме, за учебниците за четврто деление и за историите. Учебникот по македонски јазик и учебникот по историја. За темите за мајката Ламија што не стигнува да оди на фризер, можеби некако и го начнавме и претходно тоа. Сакам за темата за историјата. Во учебникот има еден текст во кој што се зборува за Илинденското востание. И е многу важно, таму е нагласено, дедото раскажува дека учествувале сите, ги повикале сите. Не е набројано кои се тие сите, ниту кој е тој што повикува, туку дека сите учествувале. Мене ме интересира тоа инсистирање на еднаквост меѓу народите и народностите, како што велевме порано, избегнување на етничкото представување. Практично не се зборува таму за на македонското, на македонското, ајде тоа да го кажеме така како што треба. Избегнување на македонското за сметка на останатото. На останатото. Така е. Значи, накратко, јас, оти не знам дали сите ја знаат приказната, ќе ја раскажам приказната. Учебникот е за четврто оделение, историја и општество, и се зборува за Илинденското востание. Дедото на внуката Илина и раскажува нешто за Илинденското... Кој е значењето на Илинденското? За Илинденското востание, таа го прашува кој е значењето, зошто се случило. Првата небулоза е, вели дека таа прашува што е востание и тој објаснува дека тоа е борба, организирана борба против власта. Илинденското востание се случило затоа што населението, так, не било кое, не го кажува, македонците биле, населението било незадоволно од османлинската власт и затоа кренало востание. Па се формирала Крушевската република, која траела само 10 дена и детото прашува зошто е тогаш важна, затоа што траела само 10 дена, тоа е нешто незначено. И детото одговара дека Крушевската република е важна затоа што во неја учествувале сите. Македонци, албанци, турци, па не се набројани, роми мислам. И така натаму. И замислете, тогаш кога децата ја осознаваат историјата во четврто оделение, ви им велите затоа што учествувале сите, окей, учествувале сите, но иницијативата, целата организација, желбата, копнежот е на македонскиот народ за сопствена држава, во тој момент автономија. Тоа што тие ги повикале преку манифестот сите своји комшии, и затоа што имале доблест и сочувствувале со нивната мака, под
турското, односно османлиското робство, и тие биле широко гради, имале далеко сежна визија, но причината за постоењето на Кружевската република е борбата за слобода на македонскиот народ. И тука нема никаква друга дилема. Ако ние сакаме да покажеме дека сме мултиетничко општество, дека сакаме да ги почитуваме различностите, дека луѓето меѓу себе треба да бидат рамноправни без оглед на етникумот, бојата, полот и така натаму, религијата, да не набројувам се. Има безброј други начини. Дополнително, кога вие тоа со сила го натурате и потенцирате вештачки, тоа буди револт кај населението. Тоа буди револт кај било кој што гледате дека нешто се натура насилно. Впрочем, пак Балканот е место каде што се што се натура насилно, не фаќа, нели? Оти буди други наед. Буди други наед. Значи, јас немам ништо против ние ова да го промовираме, напротив, сметам дека е во ред и дека треба во 21 век, во денешно време, нели, да се промовира, но не на тој начин. Секако не на тој начин. Нас деца се уште не се убиваат, не се бодат по автобуси, точно, по нас се убива чајри во аеродром. Точно. Значи, ние треба тоа да го спроведуваме многу суптилно, многу нежно, многу внимателно, да почнеме тоа да престанат да ни се бодат со ножеви по автобуси и во училиште или да се тепаат, но како да не се тепаат кога на телевизија вчера гледа дека председателот на регулаторната комисија се тепа со некој друг функционер, бизнисмен. Нели? Како да не се тепаат кога тоа им станува модел? Возможно ли е етничка сплотеност додека децата учат во етнички чисти училишта? Апсолутно не. Апсолутно не. И тоа не е нешто ново. Нели имаме Зефлиш Марко и Никола Карев? Не. Значи, идејата за мултиетнички паралелки, сега се така наречени билингвални и така натаму, е стара и таа треба да биде приоритет на ова општество, а после тоа секс скаут камповите, но не вакви какви што се организирани овде, него соодветни за сексуално воспитување. Јас сум малку постара генерација и јас сеќавам на времето кога ние во училиштата учевме заедно, се дружевме, славевме родендени, спортувавме заедно, љубов имаше и воопшто не беше важно ниту кој на кој јазик зборува, ниту кој како се вика, ниту кој од каде доаѓа. После се што се случуваше во Македонија, тоа нема да биде многу лесен процес, јас сум сосема свесна, но мислам дека тоа е едно од приоритетите кои државата како држава треба да ги спроведува и тоа почнувајќи од најмалите и прво младите. Јас не би се бавела со возрастните генерации, јас би почнала од најмладите, од градинките, потоа училиштата, па средните училишта. И на факултетите може да се примети групирање, тоа не е сегрегација, но групирање, нели, во еден дел од училницата седат едни, во друг дел во училницата други, во трет можеби трети, не секаде и не секогаш. Апсолутно сте во право, благодарам за ова прашање. Тоа е единственото нешто што мислам дека ќе овозможи просперитет на оваа земја. Во догледно време се разбира, тоа не е нешто што се прави за еден ден или за една година, но тој процес треба да се почне. Тој е отпочнат, меѓутоа неуспешен е. Се уште е неуспешен. Не дека не е отпочнат, не дека нема никакви обиди, очигледно тој модел не функционира, треба некој друг да се примени и преку тој модел да почне таа комплетна интеграција на сите во општество.